претходно на 2 пати ги ангажиравме овие луѓе од Кавадарци да работат на терен кај социјално загрозени фамилии, немоćни, болни и слично. На 2 пати по 6 месеци, нели со пауза од 6 месеци. И бидејќи имаше позитивна реакција од корисниците на оваа социјална активност, како и од давателите на социјалната активност, заедно со UNDP овој пат успеавме да го продолжиме овој проект и да трае цела година. Јас тоа го најавив уште минатата година, воден од позитивните реакции од страна на корисниците. И сметав дека доколку не успееме да издействуваме вакви невладини финансии, дека тоа ќе го поддржиме од самата локална самоуправа, меѓутоа еве за среќа успеавме да ги издействуваме овие финансии и со реализацијата на овој проект сакам да упатам апел и до новата локална самоуправа, до новиот градоначалник да се зафати, односно да го продолжи овој проект, бидејќи е од голема корист за луѓе наши повозрасни, болни, кои што не можат сами да си завршат основни работи. Многу пати кога сум одел во кампања, кога сме оделе од врата до врата на политички на изборите, сум наидувал на такви фамилии каде што од двајца или тројца, двајцата се легнати во кревет и имаат само еден човек кој што им е прислуга и кој што не знае дали ним да им обстане или да ги заврши домашните работи. Така што оваа помош ќе биде од исклучително значење за таквите фамилии и ќе бидат благодарни прво на нив, на извршителите, а потоа и на донаторите кои што обезбедија ваков вид на социјална помош. Прифатив да бидам хумана, да му помогнам на луѓето, на болните што не можат, да му снабдам храна, лекови, сметки, што му е потребно. Јас сум задоволна, мислам, со таа работа да работам и луѓето се од мене благодарни.